Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. За настаните кои го одбележаа денешниот последен работен ден за оваа недела, подготвивме прилози кои ќе го задржат вашето внимание. Започнуваме по кратката најава за дел од она што ќе следи. Стартот на изградбата на новата клиничка болница во Штип е бенефит кој по 2 години ќе го почувствува целиот регион. За власта ова е успех, за граѓаните големо финансиско олеснување. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани изложени се дела од меѓународната ликовна колонија Карпина од 2015-та. Инспирација за сликите е манастирот Успение на Пресвета Богородица во Старо Нагоричане. Двајца извршители од Свети Николе се осомничени за несовесно работење во службата. Клиентите се оштетени во износ од 10.000 евра, кои отишле на сметка на адвокатот Никола Николов од Штип. 3 март беше и повеќе од значаен ден за Штип и Истокот, кога беше поставен камен темелникот на новата клиничка болница во Штип. За вистинското значење на овој објект од економски и медицински карактер, во Дневникот на Канал Плюс телевизија во 16 часот и 30 минути зборувавме со господинот Никола Мицевски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Да го проследиме разговорот. Она што и вчера го најавив и го кажав на убавиот ден кој што се случи, ова е историски ден за Штип и штипјани, секако за Истокот и Југоистокот на Република Македонија. Значи, првично беше планирано да биде реконструирана старата болница во Штип, меѓутоа имајќи во предвид дека истата е изградена 1937 година и не одговара на современ начин на здравство во Република Македонија, по подолго размислување се прејде на втората етапа, односно целосна изградба на нова болница во Штип. Клиничката болница е проект кој што владата на ВМРО ДПМН не го вети, меѓутоа од реалните потреби на граѓаните еве станува реалност. Се работи за инвестиција од вкупно 56 милиони евра, од кои што 30 милиони евра ќе бидат потребни за изградба на целокупната болница, а дополнителните 26 милиона евра ќе бидат искористени за набавка на современа опрема и сето она што е потребно за да функционира еден современ, модерен капацитет здравствен, кој што ќе нуди квалитетни и современи здравствени услуги на граѓаните од Штип, Истокот и Југоистокот на Република Македонија. Се очекува да ова биде еден услужен центар на некаде 200-250 илјади граѓани од овој дел на Република Македонија. Објектот ќе биде изграден на 34.000 метри квадратни бруто површина, ќе биде поделен во две целини. Првата целина ќе бидат сместени сите оделенија, додека втората целина ќе бидат оние услужни оделенија кои што се потребни за да функционира еден модерен современ капацитет. Ќе биде воспоставен building management систем, со што значи од самото доаѓање на пациентот од вратите на болницата ќе биде пратен целосно каде е, како се одвиваат неговото поминување низ болницата, се до неговото излегување од истата. Имајќи во предвид дека еден ваков објект има потреба од усовршен кадар, Министерството за здравство во изминатиот период испрати на едукација и усовршување на голем број на млади доктори и медицински персонал, односно медицински сестри, кои што ќе работат на овие оделенија. Значи, во изминативе неколку години во болницата се примени некаде вкупно во здравен дом и во клиничка болница Штип над 200 вработени, од кои што половината се доктори, кои што се распоредени на разни оделенија. Како што реков, најголемиот дел се специјалисти, специјализанти, од кои што бенефит секако ќе има здравството во Република Македонија. За сето ова да биде реалност, Собранието на Република Македонија пред неколку месеци го изгласа законот за задолжување, со што се обезбедени финансиските средства и со ова се затвара еден круг на подготовка за почеток за изградба на клиничка болница во Штип,
со што ги разуверувам, значи сите скептици кои во изминатиот период одржуваа безброј пресконференции, кои што зборуваа на оваа тема дека ова нема никогаш да биде реалност за Штип, еве се случи да клиничката болница вчера се постави камен темелникот, а она што го разбравме од инвеститорот, тие се врзани за 2 години да го изградат целокупно и овој објект по кое што ќе можат граѓаните на Република Македонија и граѓаните од Штип и источниот дел од Република Македонија да ги користат бенефитите кои што ќе ги дава овој здравствен систем во Република Македонија. Да го акцентираме значењето како од медицински аспект, така и од економски аспект за Штип, за градот, за истокот на оваа клиничка болница. Секако, значи во таа болница, од она што го разбравме вчера од менаџерскиот тим, ќе треба да работат некаде над 150 лекари, значи тоа ќе треба да биде услужувано од медицински персонал, помошен персонал, тоа е значи дополнителни вработувања во здравството во Штип. Покрај тоа и економски, значи болницата ќе дава своји резултати, а секако и намалување на трошоците на граѓаните од Источна Македонија, кои што за овие услуги досега го користеа клиничка болница во Скопје. Истите ќе бидат примени, ќе можат да ги користат бенефитите, како што реков, на оваа болница овде во источниот дел од Република Македонија, со што ќе се намали и транзитот на луѓе и она пребукираност на Скопскиот клинички центар. Се на се еден добар проект кој што владата на ВМРО ДПМН покрај другите големи проекти кои што се направени во Штип продолжува да инвестира во истиот. Таков проект беше УГД, кој што исто така беше многу долги години негиран, меѓутоа еве гледате што значи УГД за образованието во Република Македонија. Таков проект беше технолошко развој на индустријските зони, кој што веќе е проект кој што вработува во моментот некаде околу 3000 лица во самата зона и остава една можност за дополнително економско развивање на стопанството во Штип, како и вработување на голем број на лица од нашиот град и од околните градови, со што се намалува бројот на вработеност, која што е рак рана на македонското стопанство во изминатите години. Значи, од 2005 Штип имаше 12.700 невработени лица, денеска се сведе на 2000 активни баратели на работа. Голем број странски компании бараат место повеќе за да се сместат со своји капацитети во Штип, за да можат да продолжат, имајќи во предвид дека трендот на доаѓање на странски инвеститори е се поголем во нашиот град. Одамна жителите на истокот имаат потреба од лекување во современа болница. Близината на квалитетната јавна здравствена заштита е главна придобивка, но граѓаните го потенцираат и финансискиот бенефит од современа болница во Штип. Со изградбата на новиот клинички центар, мислам дека ќе има придобивка целиот источен регион. Пошто се најавуваат нова апаратура да има и доколку се поправат старите што ги имаме, ќе нема малтретирање да одат луѓето до Скопје. Придобивката ќе биде голема за целиот источен регион, не само за Штип. За да нема да одеме за Скопје, што тие што се сонедени, мислам со друга болест, што за Скопје, треба да тука ќе имаме услови за се. И патни трошкови во оно, никој на мене ми е скапо. А вака тука кој ќе има, подруго ќе биде, уште поубаво. Убаво ќе значи добро, супер ќе биде за не само за Штип, за цела Македонија, тоа ќе спаи. Сите ќе доаѓаат тука во Македонија, у Штип ќе се лечат. Многу убаво ќе биде тоа, ако направат, значи супер. Тука верам ќе има повеќе за се лекуваат, не додат се од Скопје, за секоја болест се од Скопје. Мислам дека ќе е подобро. Остануваме со регионални теми. Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија во источниот плански регион организира школа за иновации и предприемништво. Целта е да се изработат квалитетни бизнис програми со кои ќе може да се аплицира до фондациите за финансиска поддршка. Младите од истокот ќе ги осовршуваат своите бизнис вештини за отворање на сопствен бизнис на школата за иновации и предприемништво во организација на Центарот на Источен плански регион. Оваа школа има за цел да го развие предприемачкиот дух и личните вештини за планирање и отворање на сопствен бизнис. Право на учество имаат сите заинтересирани млади од источниот регион на возраст од 18 до 35 години. Младите луѓе да не се плашат, да се охрабрат, да чекорат сигурно, бидејќи ти имаат одредени своји знаења со завршување на самите факултети или со завршување на одредени стручни школи, меѓутоа храброста, верувајте, недостасува. Не само храброста, недостасуваат и финансиски средства за отпочнување на сопствен бизнис, меѓутоа имајќи ги во предвид програмите на владата на Република Македонија, кои што во моментот и течат
за финансиска поддршка на такви приватни собствени бизниси, мислам дека нашата школа е на дополнување на самата програма. Иновативните проекти кои ќе бидат избрани како најдобри на школата за иновации и предприемништво, понатаму ќе можат да аплицираат за добивање на финансиски средства кои им се потребни за отворање на сопствена фирма. Иновативната дејност е од посебно значење. Постојат посебни програми и фондови кои што ќе финансираат иновативни проекти и токму ова ќе биде фактички на дополнување и охрабрување на младите, потоа со сопствениот проект кој што ќе произлезе од самата школа, значи неговата идеја ќе се разработи, ќе се оцени на школата и со таа идеја тој може да аплицира за обезбедување на средства од фондот за иновации и иновативна дејност. Пријавувањето за учество е до 10 март, а првата школа ќе се одржи во период од 14 до 18 овој месец во Делчево. Источниот регион е прв од 8 во Македонија кој организира ваква школа за иновации и предприемништво. До сега Центарот за развој на Источен плански регион има организирано голем број на работилници за млади предприемачи, финансирани преку ГИСРЕД програмата. Запознавање со историјата, телата и институциите на Европската Унија беше целта на работилницата што е инфоточката на општина Кочани и организираше со учениците од средните училишта во Кочани. Истата беше во организација и соработка со ЕУ Инфоцентарот од Скопје. Во соработка со ЕУ Инфоцентарот од Скопје, ЕУ Инфоточката во општина Кочани организираше работилница со учениците од двете средни училишта од Кочани, со цел запознавање на активностите што се преземаат од страна на ЕУ Инфоточката, како и со историјатот, телата и институциите на Европската Унија. Градоначалникот Димитровски ги покани сите ученици од средните училишта за информации и прашања поврзани со овие теми да ја користат ЕУ Инфоточката во Кочани. Во активностите на инфоточката во Кочани спаѓаат редовното одбележување на 9 мај, денот на Европската Унија, потоа организирањето на тематски работилници, презентации и предавања, постојана дистрибуција на печатени материјали, летоци, публикации посветени на Европската Унија и на програмите за финансирање од Европската Унија. За целта кон која стремиме како држава Европската Унија, треба да знаеме што може, што повеќе. Во таа смисла е и денешната работилница во нашиот град со нашите гости, на која на вас како млада популација накратко ќе ви бидат презентирани историјатот, телата и институциите на Европската Унија. Предавач беше професор доктор Игор Јовановски, професор по политичка филозофија, инаку надворешно ангажиран експерт преку делегацијата на Европската Унија во Скопје, кој им ги представи на учениците од Кочани целиот историјат и телата и институциите на Европската Унија, за кои што учениците веќе имаат основни познавања од часовите во наставната програма по граѓанско образование. Целта е да се најде начин Европа да се возобнови. Значи, целта е да се најде начин да се изградат нови патишта, да се дигнат нови фабрики, нели, да се едноставно да се стабилизира социјалната положба на луѓето кои што само што излегуваат тука. Предавањето е резултат на добрата соработка на ЕУ Инфоцентарот од Скопје со ЕУ Инфоточката во општина Кочани. Во принцип ова се поттикни информации кои би ги стимулирале да бараат додатни информации, односно податоци за тоа што, како, каде функционира во Европската Унија. Сепак, како Македонија која стреми кон Европска Унија, ова се млади генерации кои би требале да бидат носители на активности во кои запознаени со Европската Унија, би сакале да бидат дел од членови на Европска Унија. Работилницата беше интерактивна и учениците имаа можност да постават прашања во врска со темите, а се спроведе и мал квиз преку кој се запознаа за подеталните информации за Европската Унија. Со полагање цвеќе на спомен плочата во родното Штипско Ново село, предпладнево во организација на Македонско-патриотското здружение Тодор Александров, беше одбележан денот на раѓањето на револуционерот. 4 март 1881 година во Штипско Ново село е роден македонскиот деец, политички лидер и еден од водачите на ВМРО, Тодор Александров Попорушов. По тој повод денес во организација на Македонското патриотско здружение Тодор Александров, а во соработка со Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од општините Штип и Чаир, Унијата на млади сили, како и Советот на општина Штип, заеднички го одбележаа денот на раѓањето на еден од најлегендарните македонски револуционери.
Именно Тодор Александров во поранешниот комунистички систем, под влијание диктат на комунистичката доктрина и под директна цензура на комунистичката доктрина беше анатемисан, деградиран, дистанциран или прикажуван во негативна конотација. Поранешна комунистичка организација не само Александров, историографија не само Александров, туку цела плејада македонски дејци кои што делуваа во период помеѓу после Букурешкиот мировен договор, кој вооружено продолжија борбата за слобода и независност на Македонија, ги прекажува во негативна конотација и ги деградираја. Со тоа се направи на класична индоктринација и оцрнување на цела плејада доследни македонски револуционери по предводени од десно конзервативното крило на внатрешната македонска револуционерна организација кои што се бора по паролата за независна Македонија. Тодор Александров потекнува од патриотска фамилија. Таткото на Тодор бил учител во Радовиш, просветител и надарен човек. Инаку Тодор Александров како ученик во Бугарското машко трето класно и педагошко училиште во Скопје се вклучува во македонското револуционерно движење. Тодор Александров делува во сите фази на македонското револуционерно движење. Во пределинденскиот период, постелинденскиот период, период меѓу двете светски војни, посебно во периодот после Букурешкиот мировен договор и Версајскиот мировен договор, кога Македонија била поделена и распарчена. Тој ги возобновува револуционерните окрузи и води безкомпромисна борба против новата бугарска власт на Александар Стомболицки, кој што била голем противник на македонското револуционерно ослободително дело. И води безкомпромисна борба против српскиот режим во Вардарска Македонија, својчет испраќи во Егејска Македонија. Александров бил убиен на 31 август 1924 година, а неговата смрт 10 дена се чувала како најголема тајна. Меѓутоа, неговото убиство се уште останува неразјаснета мистерија, бидејќи постојат повеќе нејасни и таинствени околности околу неговиот атентат, кој како настане е еден од најмистериозните во поновата македонска историја. Ретроспектива на случувањата од 2001 година. Општина Виница денес со приводно чествување одбележа 1,5 деценија од смртта на својот сограѓанин, капетан Кирчо Димитриов. 2001. Одекна вест тажна. Загина војник еден, за секаква почит вреден. Така на 4 март, на преславот Рамно, воено моторно возило марка Илтис нагазало напротив тенковска мина. Загина капетанот Кирчо Димитриов од Виница и војникот Дејан Јакимовски од Куманово. Судбината сакала само 15 минути подосна во ренот на карувата Тануштоци од снајперски стрел животот да го загуби војникот под договор Тодор Стојановски од село Драчево, припадник на единицата за специјални намени Шкорпиони. Кирчо имал 33 години, Дејан 26, а Теодор 24 години. И после 15 години од немилиот настан за виничани, делото на капетан Кирчо Димитриов продолжува да живее. Наша должност е да ја чуваме и браниме Македонија, како што тоа го правиле и нашите предци. Наша должност е да ги памтиме и славиме делата на сите кои го даде својот живот за Македонија. Во чест на капетанот, улицата каде што порасна, го носи неговото име. Од пред 2 години спортската сала се вика капетан Кирчо Димитриов. Но тоа е многу малку во споредба со тоа што он го даде за Република Македонија. Херои ќе не умираат. Вечна ти слава. Професорот Малковски во своето денешно обраќање даде комплетен осврт на случувањата од 2001 година, фокусирајќи се на сценариото кое 15 години го креираат и наметнуваат САД и Европа. Подоснежите настани јасно и ставаат до знање дека претходно имало тајни политички контакти на некои представници на меѓународниот фактор со водачите на ОНА, односно дека агресијата врз Македонија се одвивала под будното око во наводници и строгата контрола повторно во наводници на силите на КФОР и на некои високи представници од меѓународниот фактор. Затоа и војните действија зачестија и добија подраматични размери. Во рамките на денешното чествување, свештените лица од храмот Свети Архангел Михаил одржаа панихида пред споменикот на капетан Кирчо Димитриов, кој е лоциран во дворот на Општинското собрание, а се положи и свежо цвеќе од страна на потесната фамилија Димитриови, на представници од Армијата на Република Македонија, од Организацијата на резервни офицери, од Општината и од останатите институции. Локалниот клуб на млади на СДСМ Штип денес обвини дека актуелната власт не се грижи доволно за условите во кои живеат студентите сместени во домот Браќа Миладиновци во Штип. Наместо за подобрување на квалитетот на храната и сместувањето, парите се потрошени на нов автомобил за домот, обвинуваат младите од СДСМ Штип. Но ова директорката на студентскиот дом одговори со демант.
Лошите услови во студентскиот дом Браќа Миладиновци во Штип беа причината на денешната пресконференција. Младите социјалдемократи својот револт и незадоволство да го искажат токму пред студентскиот дом. Мувлосани зидови, стар и искршен инвертар, санитарни јазли кои се под секој стандард, студ и еднолична храна се само дел од секојдневието на 220 студенти и средношколци од истокот кои што живеат во државниот студентски дом Браќа Миладиновци во Штип. Освен за интериерот на студентскиот дом, тие реагираа и на купувањето на новиот службен автомобил. Наместо да се инвестира за подобрување на условите за живот во студентскиот дом, директорката на оваа институција, кадар на ВМРО ДПМН, Тања Павлова Даневска, реши да го обнови возниот парк. Од фондот на студентскиот дом се потрошени речиси 800.000 денари за набавка на ново возило марка Citroen. На обвинувањата на младите од Социјалдемократскиот сојуз, директорката на студентскиот дом Тања Павлова Даневска одговори дека фотографиите кои ги пласирале од СДММ се од периодот пред таа да биде избрана за директор и дека во изминатите години студентскиот дом е неколку пати реновиран. Сакам да ги демонтирам сите работи кои се кажани од нивна страна. Со фотографиите кои се дадени, значи ништо не е тоа точно. Тоа се фотографии пред мандатот и пред реновирањето. Условите во студентскиот дом се многу подобрени од кога сум дојдена јас. Ќе го покажеме тоа со фотографии. Во врска со службениот автомобил, Павлова Даневска изјави: Јас сум директор 8 години, после 8 години добиваме согласност оваа година. Возилото е набавено за пола од сумата која е кажана таму. Значи добиена е со согласност од министерот за образование. Имаме, мислам, на тендер. Кривична пријава за несовесно работење во службата. Од денес има 20 извршители од Свети Николе на возраст од 45 години. Тие се осомничени дека во ноември и декември 2014 година постапиле несовесно во овластувањата како извршители, со што ги оштетиле клиентите за околу 10.000 евра. Наместо на сметки на доверителите, парите ги уплаќале на сметка на адвокатот Никола Николов од Штип, кој веќе се товари за неколку кривични дела и е недостапен за органите на прогон. Секторот за внатрешни работи Штип до основното јавно обвинителство поднесе 2 кривични пријави против двајца извршители на возраст од 45 години од Свети Николе поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата. Пријавените во својство на извршители во текот на месец ноември и декември 2014 година, несовесно постапувајќи во вршење на своите должности и овластувања, постапиле спротивно на законот за извршување, така што во извршна постапка присилно наплатените парични средства врз основ на главен долг и камата од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, врз основа на правосилни и извршни пресуди, наместо да ги исплатат на трансакцијските сметки на доверителите, врз основа на адвокатско полномошно, ги исплатиле на трансакцијската сметка на адвокат од Штип. Со ваквата противзаконита активност, пријавените му овозможиле на адвокатот да се стекне со противправна имотна корист во износ од околу 650.000 денари. Штипјанката Наташа Попандонова Сарафова денес ја промовираше својата прва стихозбирка насловена како "Случајно со намера". Промоцијата се случи во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип денес беше промовирана книгата поезија на младата штипска поетеса Наташа Попандонова Сарафова. Промотори и представувачи на поетесата беа професор доктор Христо Петрески, професор доктор Марија Емилија Кукубајска и магистер Милена Ристова Михајловска. Една, според мене, мощна, необична, интересна книга, во која главно се говори за љубовта, но и за животот и за окружувањето. Една поезија што, иако е создадена од жена автор, не е многу патетична, повеќе би рекол дека е носталгична и меланхолична. Поезијата на Наташа Сарафова се одржала во своето формирање како творички ентитет.
токму поради равнотежата помеѓу традиционалното и современото, помеѓу љубовта за фамилијата, татковината, предците и наследниците, во литературата, во животот, во културата. Насловот на првата стихозбирка на Наташа Попандонова Сарафова е случајно со намера. Зошто е тоа така и што ќе следува понатаму, дознаваме лично од авторката. Еве, првата промоција е планирана како еден вид на најава на она што ќе следи. Што станува збор за трилогија од книги. Има кратки прозни делови, меѓутоа повеќе од содржината во книгите е поезија. Значи, тоа е микс на едно минато, сегашно и идно време, кое расте од книга во книга. Оваа првата буквално е толку малечка како 2 пакети цигари. Значи, зборува и за дебелината и за големината. Издавањето на првиот дел од трилогијата за Попандонова Сарафова е првиот чекор за познавање со читателите, а содржината е следнава. Во целата трилогија се испреплетува љубовта, прво, како главна тематика. И тоа зборувам за љубов која што била случајна, љубов која што траела, се носела во себе и љубов која можеби, нели, целиот живот е можеби да продолжи. Во првиот дел од трилогијата на поетесата Наташа Попандонова Сарафова се наоѓаат околу 130 песни, кои таа ги пишувала изминативе 20 години. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани изложени се дела од меѓународната ликовна колонија Карпин од 2015-та. Љубителите на уметноста имаат можност да ги погледнат сликите инспирирани од убавините на манастирот Успение на Пресвета Богородица во Старо Нагоричане. Изложбата во Кочани ќе биде отворена 2 недели. Меѓународната ликовна колонија Карпино веќе 6-ти пат со изложба на дела гостува и во Кочани. Станува збор за ликовна изложба што започна да постои од кога постои инспирацијата на уметниците од убавините на манастирот Успение на Пресвета Богородица, лоциран во Старо Нагоричане, каде што во првите години се организираше самата изложба. И годинава во колонијата имаше гости уметници од повеќе држави: Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Украина и Македонија. 15 уметници твореа 8 дена и насликаа 35 дела, од кои 23 се изложени во Кочанскиот центар за култура Бели Мугри. Најголем дел се насликани во техника акрил на платно, масло на платно, колажна и комбинирана техника. Она што е интересно за Карпино и со ние така се гордееме, да можеме целокупниот доживљај да го направиме на уметникот, значи од само доаѓање со прием, со коктели, до посети на многу интересни локалитети, како што се црква од Свети Ѓорѓи од 14 век 1333 година, меморијален центар Пелинце, разни колажни вечери каде учествуваа уметници, значи драмска вечер, уметничка вечер, вечер на поезија, изложба на фотографии од киноклуб Козјак, стендап комедии. Соработката на мултимедијалниот центар Карпино со Центарот за култура Бели Мугри продолжува и понатаму. Чест ни е да нашата публика да ги види и да ги посети овие дела кои што заслужуваат вистинско внимание, бидејќи зрачат со многу позитивна енергија, со енергија која што се преточила во реализирањето и во создавањето на оваа ликовна колонија. Димитрова ги покани граѓаните на Кочани во наредните 2 недели колку што ќе бидат изложени делата да ја посетат изложбата. Како што вели Димитрова, колонијата заслужува внимание. Севернокорејскиот челник Ким Јонг Кун наредил во петокот нуклеарниот арсенал на неговата земја да биде во секој момент подготвен за употреба, а САД веднаш одговорија дека Пјонгјанг мора да се воздражи од провокативни акции кои отежнуваат состојбата и повторно изразија сомневање за способноста на Северна Кореја да изведе нуклеарни напади. Како одговор на резолуцијата на Советот за безбедност при Обединетите нации од средата за заострување на меѓународните санкции против Пјонгјанг, Северна Кореја изведе тестирање на повеќецевен ракетен систем со тестирање на личниот раководител, младиот претседател на оваа изолирана комунистичка земја, кој е и врховен командант на вооружените сили со ранг на маршал.
САД располагаат со информација дека екстремистички групи како Исламска држава и Ал-Каеда планираат нови напади врз американски граѓани зад границите, вклучително во Европа, јави ТАС. Сите европски земји остануваат ранливи на напади од страна на меѓународни терористички организации, се наведува во предупредувањето за терористичката закана, објавено од американскиот State Department, пренесе МИА. Тие истакнуваат дека високата опасност од терористички напади во Европа ќе се задржи, додека европски членови на Исламска држава се враќаат од Сирија и од Ирак. Шпанската полиција соопшти дека запленила околу 20.000 воени униформи наменети за џихадистите во Сирија и во Ирак, што представува доволна количина да се опреми цела војска. Униформите се пронајдени во 3 контейнери запленети на пристаништата во Валенсија и Аликанте, пренесува Танјуг. Во таа прилика полицијата разоткрила операција на шверц на оружје на исламистите под маска на хуманитарна помош, соопшти полицијата. Во акцијата се уапсени 7 лица, од кои еден од нив е собственик на фирма за продажба на половна облека. На декларацијата на контейнерите пишувало дека станува збор за половна облека, со цел да не предизвикаат сомнеж и ја преминале границата без тешкотии, се наведува во соопштението на шпанската полиција. Тениската репрезентација на Македонија ги доби трите вчерашни меча против селекцијата на Албанија и со втората победа во групата најави борба за полуфинале со Ирска на турнирот од третата европска зона на Дејвис Купот, што се одржува во Талин. Нашите тенисери ја оправда фаворитската улога уште на двата сингл меча против Албанија и со водство од 2:0 ја обезбедија победата. По триумфот над Ерменија и Албанија, Македонија против Ирска, чии тенисери вчера ја совладаа Ерменија, ќе биде решавачки за борба за прво место во Б групата. Пред ракометарите на македонскиот првак Вардар, викендов е последниот надпревар од Лигата на шампионите во групната фаза. Утре во 17 часот и 30 минути во салата Јане Сандански ќе гостува францускиот вице-првак Монпелје. Тоа е надпревар што Вардар мора да го добие ако сака да се надева на третата позиција во групата Б, што во осми на финалето носи полесен противник и предности во натамошниот распоред од завршницата со можните ривали. Вардар на табелата има 16 бода, еден повеќе од Пик Сегет и еден помалку од Рајан Некар. Победата против францускиот тим ќе значи речиси пласман на третото место, затоа што многу веројатно е дека Барселона ќе го совлада Рајан Некар. Не би требало да биде тешко Вардар да освои нови бодови од пресметката на Монпеле, бидејќи славеше и на првиот меч со 30:25 одигран на гостински терен во Франција. Ние сме во добра позиција, надпреварот ќе биде тежок, мораме да играме мирно, тие имаат проблеми со повредени играчи, но во претходното коло играа комплетни. Ке видиме со каков состав ќе дојдат во Скопје. Мора да искористиме предноста на домашен терен, изјави Раул Гонзалес, тренерот на Вардар. По овие содржини ми преостанува да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија која следи.